На колешке, реалната ситуација е демант на ова што го тврдите, дека плаќањето на радиодифузната такса од страна на граѓаните ќе ја надмине зависноста или ќе ја невозможи зависноста од политичките влијања. Па тоа што представуваше македонската радиотелевизија во изминативе неколку години е доказ дека тоа не е така. И дека предлог закон за измена на начинот на наплата на радиодифузната такса, односно за укинување на радиодифузната такса и на изнаоѓање на средства за непречено финансирање на јавниот радиодифузен сервис од буџетот на Република Македонија, поднесе парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ пред ребалансот на буџетот. Тоа беше истиот наш предлог лани, кога бевме опозиција, кога го предложивме. И сега, кога го предложиме повторно, вие гласавте за. Значи, сите сме сложни дека треба да се укина радиодифузната такса и радиодифузната такса се укина. Пари ќе се најдат во буџетот, а финансирањето воопшто нема врска со влијанието на политиката врз македонскиот, односно јавниот радиодифузен сервис, и тоа беше доказ така во изминатите неколку години. За таа цел, оваа влада, сегашната во Република Македонија, остави на фелата на експертите, на луѓето кои знаат што значи занает во јавниот радиодифузен сервис, да водат сметка со измени и дополнувања на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во соработка со релевантните меѓународни институции, односно со меѓународната заедница, со Сдруженијето на новинари на Македонија и со другите струкови невладини или институционални организации во сферата на медиумското представување. Што значи, треба да се сака или да не се сака, односно да се има волја или да не се има волја да се спречат политичките влијања врз јавниот радиодифузен сервис, што треба да представува основниот, базичниот услов за јавно, транспарентно и објективно информирање на јавноста. И овде, да не бидам сватен погрешно, јас не зборувам за другите редакции во македонската радиотелевизија, овде акцентот го ставаме на информативната програма и точно е, ние тврдевме и се уште тврдиме дека во минатиот период македонската радиотелевизија не беше сервис за сите граѓани на Република Македонија, туку сервилен медиум на власта. А вредноста на буџетот, колку една поголема општина, даваше за право да критикуваме таквиот начин на политиката на македонската радиотелевизија и со новите измени и дополнување на законот, сето тоа ќе биде ставено во рамки за ефикасно финансирање, а од друга страна за избегнување на политичките влијања. Ви благодарам.